Предмалце разговаравме дека програмата на ВМРО ДПМН во однос на администрацијата и бројот на администрацијата и ослободување на истата како потенцијален капитал на нашите компании е нешто што ќе следе во иднина. Се надевам дека преструктурирањето на истата и неизино едуцирање за соодветствено да може да одговори за развојните на нашите компании ќе биде онаква каква што треба заедно да ја сработиме се со цел за да ги реализираме нашите проекти и покрај корона кризата. Еве денеска можеме да кажеме дека во Прилеп и Прилепскиот регион компаниите немаат големи испуштања на своји вработени и врз основа на сопствените ресурси успеваат да се носат со кризата како што умееме и знаеме. Меѓутоа, она што е наш заеднички став на реалниот сектор од Пелагонискиот регион, со оглед на тоа што Пелагонија е срцевина на нашата земја, а 30 години упорно чекаме да бидеме поврзани со остатокот на светот, одлучивме овај нареден временски период од 4 години. Онаа влада која што ќе формира администрација во нашата земја, клучно и единствено прашање на кој што ќе работиме е инфраструктурата. Доколку не ја сработиме инфраструктурата, ние немаме темели за да ги надоградиме сите други планови кои што се во програмите на политичките партии. Многу лесно можеме да ги изградиме сите предизвици, многу лесно можеме да изградиме нови можности, меѓутоа без инфраструктура, без темели, тоа нема да го направиме соодветно и професионално онака како што треба. Не само заради непречен проток на нашите стоки и услуги, преди се заради заштита на највредното нешто кое што ние го поседуваме, а тоа е човековиот живот. Од тие аспекти веруваме длабоко дека конечно е време да се осврнеме на суштината на нашата земја, Пелагонија, и да ја вратиме онаму каде што е местото. Достоинствено да биде наш извор на непречена храна, здрава храна и континуирано да продолжиме со раст и развој на компаниите кои што овој регион, верувате, Битолскиот и Прилепскиот може да се пофали со квалитетни, прекрасни компании, кои што и самите пред малку констатиравме дека учествуваат со голем процент во буџетот на нашата земја.